почитувани колеги, откако во јавноста излезе скандалот за состојбите на Универзитетската клиника за онкологија, сите очекувавме, а најмногу јавноста, граѓаните кои излегоа одма и на протести да го искажат својот револт, својата згрозеност од случувањата на оваа клиника. Сите очекувавме дека властите, органите кои се задолжени да реагираат во вакви ситуации, за вакви скандалозни, монструозни состојби, да преземат и да утврдат одговорност на клиниката каде што ова се случувало. Но бидејќи после толку време гледаме дека овој случај се пробува да се заташкува, јавноста да се замајува, ние како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата, врз основа на член 76 од Уставот на Република Македонија и член 118 од Деловникот на Собранието, поднесовме предлог одлука за основање на анкетна комисија за скандалот на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија. Основање на ваква анкетна комисија би требало да направи анализа на сите документи на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија со цел да утврдување на политичка одговорност на владините и здравствени функционери поврзани со оваа афера. Најважно, приоритетно е да се утврди и да се дефинира политичката одговорност и прекршување на уставни и законски одредби од страна на Собранието. Анкетната комисија треба да утврди дали со овој скандал на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија биле загрозени основните човекови права на пациентите кои што се лекувале од моментот на ставање надвор од употреба на системот за контрола на терапија или популарно наречен КАТО системот за подготовка на цитостатиците. Почитувани колеги, почитувана јавност, информациите за злоупотреба на терапијата за лицата болни од рак на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија се фрапантни и загрижувачки. Наместо на овие болни со најтешка дијагноза да се пружи целосна поддршка, помош и заштита, здравствениот систем овде очигледно сериозно потврлил, со што е изгубена довербата не само кај овие болни, туку е доведен во прашање квалитетот на лекување на секој иден пациент. Крајно време е системот да профункционира и да потврди дека сме способни и во пракса, а не само декларативно и на зборови да се справиме со тешките облици на криминал и корупција и конечно да ја прекинеме културата на неказнивост за сериозни прекршувања на законите. Никогаш, ама никогаш нема да бидеме модерно европско општество со одолговлекување на судските постапки, отсуство на одговорност, форсирање и поддржување и заштита на партиските кадровски решенија во вакви криминални, па и во случајов монструозни постапки. За здраво општество треба држава во пракса, не на хартија. Овде, почитувани колеги, почитувана јавност, мора да има одговорност и се сложувам со многу дискутанти досега на оваа тема дека криминалот на онкологија има име и презиме и мора одговорните кои го сториле ова да сносат морална, кривична и политичка одговорност. Зошто ова го бараме и зошто ова е најважно? Бидејќи во изминатиот период овие вакви работи кои ни се случуваат во државата се случуваат поради една работа: не преземање и не понесување на одговорност. Во изминатиот период ни се случија многу така наречени несреќи
во кои животот го загубија стотина, може би и повеќе лица, но одговорност не понесе никој. Тука ќе ја спомнам модуларната болница во Тетово. 14 човечки животи се изгубени, а одговорност не понесе никој. Случајот пробуваше и се пробува се уште да се заташка. Обвинивте Кабел дека е виновен, а видовме во јавност од храбрите истражувачки новинари што се случувало при формирањето, при изградбата на таа и сличните модуларни болници во државава, каде што на коруптивен, криминален, незаконски начин се гледало само да се направи некој милион евра повеќе, да се оствари профит, а не да се гледа за здравјето, за безбедноста на граѓаните за кои воопшто и треба ние сите да функционираме. И никој не понесе одговорност. После тоа ни се случи несреќата со автобусот на Дурмо Турс во Ласкарци, каде што повторно се дозволило, без понесување на никаква одговорност, се дозволило автобус не поминат на технички преглед, без соодветни дозволи, лиценци да врши транспорт на патници, неисправен, и со живот платија 15 граѓани на Република Македонија. И повторно никој за ништо не одговара. И тоа ни се случува во континуитет. Од една несреќа влегуваме во друга несреќа и следуваше несреќата автобуска со Беса Транс, каде што 45 граѓани на Република Македонија го загубија својот живот на територијата на Република Бугарија, возејќи се во автобус кој ја поминувал границата без печат, без соодветни дозволи, без соодветни лиценци. Кој тоа го овозможил? Никој не понесе одговорност. И на крај сега доаѓаме тука до еден случај кој за мене не е скандал, не е афера, туку представува организирано масовно убиство. И повторно почнува тука политичкото релативизирање, повторно лов на вештерки, а никако да се утврди одговорност. Ова анкетна комисија, ако не другите, ако не органите на прогонот, ова анкетна комисија треба да се формира и треба да даде одговор на дел од прашањата како можело вакво нешто да се случува, а никој да не понесе одговорност и никој тоа да не го дознае, да не го кажи од одговорните, да го дознаваме од новинарските пера. Бараме одговорност. Тука мора да понесат директорите, министрите, премиерот, па и целата влада. Бидејќи во нормални, модерни европски општества, тоа се прави во истиот момент. Свешни е примерот во Република Грција, кога во несреќата со патнички воз, во истиот момент министерот за транспорт и врски си поднесе оставка. Не чекајќи да се почне истрага, не чекајќи да се формира некоја анкетна комисија или слично. Кај нас тоа на никој не му паѓа на памет. Кај нас премиерот, министрите, директорите само гледаат да ги полнат своите джебови, па на штета и на животот и на здравјето на граѓаните на Република Македонија. Ова е недозволиво. Ова не смее да помине без одговорност, не смее да помине неказнето и затоа ние, за да останеме со чист образ, како пратеници, народни избраници, мораме да изгласаме оваа одлука за формирање на анкетна комисија и мораме ова сето заеднички да го направиме, да ги расчистиме работите до крај, за да не ни се случуваат вакви и слични катастрофи понатаму. Бидејќи гледаме дека досега поради непонесување одговорност ги изгубиле животот 70 на граѓани, а во оваа афера, во овој скандал на онкологија не знаеме колку е бројот на жртвите. Благодарам.